Сојузот на синдикати на Македонија активно учествуваше со своји предлози во четвртиот пакет антикризни мерки и можам слободно да кажам дека сме задоволни посебно од мерката која ни се прифати за субвенционирање на платите на работниците во загрозените сектори и условот каде што вика дека бројот на работници мора да биде ист од 31 јули. Тоа кажува дека сите работници што работеле до 31 јули мора да бидат задржани на работа и да го добијат тоа субвенционирање која изнесува 14.500 денара па се до 21.700 денара во зависност од загубата на фирмата која владата, тој социјален партнер ја субвенционира платата, онамо каде што има загуби од 30% нагоре. Но мора исто така да појаснам дека овие пари не успеавме да легнат на сметките на нашите работници од технички причини. Навистина премиерот се вложи, вице-премиерот, нашата министерка Јагода Шакпанска, од технички причини не успеавме бидејќи МПИ-нот во УЈП не го дозволува тоа. Ако го направивме тоа ќе донесеме хаос во уплата на придонесите, но за тоа вметнавме на еден посебен член за оние што ќе ги земат овие субвенции, каде што кажува секој работодавач кој нема да ги исплати земените субвенции на сметката на работникот, ќе има против него кривична пријава, тоест затворска казна. Затоа апелирам до оние несовесни работодавачи, како што направи во минатото, така во овој квартал каде што ќе се субвенционираат платите за октомври, ноември и декември, да не прават малверзации, бидејќи овој член е јасен и не би сакал да ги нарушиме односите, тоест некој од работодавачите да заврши во затвор. Исто така го поздравувам и втората точка од пакетот мерки, тоа е за субвенционирање на 6.000 денара, посебно за категоријата на пензионерите, каде што вика оние пензионери што земат под 15.000 да се субвенционираат со платежна картичка 6.000 денара, бидејќи знаеме во минатото тие биле работници и треба да се субвенционираат, бидејќи ние сме учели од нив како понатаму да продолжиме со работата. Го поздравувам исто и потегот за самохраните мајки, за културните работници и сите оние категории како студентите што сметам дека навистина треба да се субвенционираат од страна на владата и да не бидат заборавени во оваа ковид криза. Се слушаме, да? Да, се слушаме. Генерално слушам задоволни. Имате ли нешто или некој простор кој што сметате дека би можел да биде уште подобрен? Евентуално, мислам, не можеме да бидеме доволно никој паметен, ниту здравствено од било како професионален аспект како би се одвивала кризата во контекст на тоа дека би можело да дојде до пети пакет на мерки, па нешто да биде проширено и во таа насока. Ќе видиме, па сепак октомври-ноември се период од 90 дена, каде што може да не се случат многу работи, иде зимата. Еве, министерот Филипче кажува дека ако дојде до спој помеѓу грипот и ковидот, може да настанат пуно други импликации. Ние сме на терен, ја пак ќе кажам заедно со нашите социјални партнери, работодавачите и владата, будно ќе ја следиме ситуацијата. Пак ќе кажам, за нас како Сојуз на синдикати е битно ова субвенционирање да биде за сите подеднакво и секој работник да го добие заслуженото што го дава владата, нашиот третиот социјален партнер. Ќе побараме од владата онамо каде што ќе се исплаќа, колку ќе се исплаќа и како, за ние ќе бидеме еден вид редари на таа исплата. И ја пак ќе кажам, бидејќи ние се занимаваме сме работничка куќа, нас на прво место ќе ни бидат работниците и нивните работни места, тоа е зачувањето на работните места како приоритет број 1. А тука сме да помогнеме на сите останати категории на граѓани во нашата држава.